Екипата на Ренова го продолжи договорот со шефот на стручниот штаб Бујар Ислјами на уште една сезона. Ислјами на кормилото на Ренова седна пред почетокот на минатата сезона, односно во летото 2019 година, откако претходно го предводеше Кичевски Влазрими. Примарната цел на клубот беше да се обезбеди опстанок во лигата, но Ренова прекинатото првенство го заврши на одличната 4-та позиција и летово ќе игра во квалификациите на Лигата на Европа. Сето ова беше доволно за раководството на клубот да му даде нов договор на тетовскиот тренер. Во соседството екипата на Шкендија започна со составување на екипата која ќе игра наредната сезона. Клубот информираше дека договорите не се продолжени со четворица играчи. На Маријан Радевски, Ардијан Далку, Константин Чешмеджиев и Самир Фазли им завршија договорите и тие се слободни да бараат нови клубови. За разлика од нив, Бесарт Ибраими, Валмир Нафиу и Мевљан Мурати добија продолжување на договорите и тие и во иднина ќе настапуваат за екипата на Шкендија. Единствено ново име до сега е повратникот Екзон Бейтулај. Репрезентативецот на Македонија после 6 месеци во шведски Хелсинборг се враќа во таборот на Шкендија. Се зголемува бројот на заразени со COVID-19 од Адрија Тур кој се одржуваше во Белград и Задар. Организаторот на турнирите Новак Ѓоковиќ и неговата сопруга Јелена се позитивни на коронавирусот, откако претходно Димитров, Ќорич и Троицки исто така ги добија позитивните резултати. Покрај тенисерите заразени се и неколку тренери, како и лица кои биле во организација на турнирите. Позитивен на COVID-19 е и кошаркарот Никола Јокич, кој на турнирот во Белград имаше блиска средба со Новак Ѓоковиќ. Останатите кои добија негативни резултати на коронавирус се во самоизолација, но не е исклучено дека ќе има уште заразени кои биле во контакт со тенисерите на турнирите во Белград и Задар.